حي على السلام. Веќе извесен период по реновирањето на џамијата и оџата од Кавадарци ги повикува муслиманските верници на молитва преку озвучување. Ваквата пракса, која ја немаше во минатото во Кавадарци, е причина за бројни јавувања до нашата редакција од граѓани кои реагираат дека премногу гласно било пуштено озвучувањето. Дел од кавадарчани, посебно тие кои седат во близина на џамијата, велат дека секогаш кога започнувало обраќањето на оџата, нивните деца се плашеле, бидејќи во градот е мал бројот на муслимански верници, сметаат дека немало потреба од разглас во џамијата. Велат, немаме ништо против да си ги извршуваат верските обреди во џамијата, но премногу е гласно пеењето на оџата. Еве дел од размислувањата на кавадарчани низ анкета. Слушай, треба да си пее тамо кај нашите попови, а не цел град ече. Че го пушиш звучењето, ече. Машината, ако чука комшијата, ако има повеќе звук, може да пријави во инспекцијата. А и он така. Ако тргнеме од таа основа, некој си една етничка основа, ако се оди тоа, сепак малце по дирливо за наш менталитет. Така да луѓето секој поинаку гледа на свој начин, да не? И така да ексија терат нивна работа, ние наша и така. Слушај, секој си има верта, секој си пее по неговата вера, може да се одржава. А да можеш да не пее, не можеш да не пее. А може само да се рече да не пее преку звучник, да си пее како нашиот поп што си пее. Се обративме за информации до председателот на Исламската верска заедница за Вардарскиот регион Амет Фазлиов. Тој побара разбирање од кавадарчани за нивните верски потреби. Рече дека преку озвучувањето оџата се обраќал само во петок и за тоа имале законска можност и одобрување. Секој петок имаме петочна молитва во време трајање од 3 минути. Тоа е повик до верниците да дојдат на молитва. Преку лето обраќањето е во петок од 12 часот, а преку зима, после промената на часовникот, обраќањето е од 13 часот. Бараме нашите сограѓани да го разберат тоа, вели Фазлиов и објаснува дека за користењето на разглас имале дозвола, а била извршена и контрола од надлежните институции. Тој е категоричен дека во мултиетничко општество не требало да сметаат различностите. Побаравме став и од градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Тој ни рече дека реакции имало и до него од граѓани. Добил петиција подпишана од повеќемина граѓани, пошто разговарал со представниците на Исламската верска заедница. Панов најави дека повторно ќе има средба по обновените реакции од граѓаните со представници на џамијата. Пред неколку месеци од страна на жители од урбаната заедница Браќа Џунови имаше до мене стигнато една петиција околу гласноста на разгласниот уред на џамијата во Кавадарци. Ги повикав и председател на џамијскиот одбор и оџата од Кавадарци, со кој што направив еден конструктивен разговор. Тие начално се согласија дека навистина нема логика во население каде што е лоцирана џамијата, каде што и нема муслиманско население, да имаме така звучно празнување или повикот, нели, кој што тие го имаат кон верниците. И се договоривме начално тоа да биде само во петок, во одреден дел од денот, кога нив им е многу битен. Мислам дека и со тоа се согласија граѓаните од околу. Овие денови повторно гледам дека има одредени турбуленции, бидејќи муслиманите го слават нивниот празник цел овој месец. Планирам да повторно имам состанок со џамијскиот одбор и со оџата од градот, за да ја разгледаме можноста тоа што е нивен обред да не биде на штета, на нивна штета, меѓутоа сепак и да ја учиниме на оние граѓани кои што реагираат со намалување на тонот на овој звучник и мислам дека со тоа би го решиле проблемот барем до одреден период, доколку понатаму имаме проблеми. Сепак мислам дека најдобар начин на решавање на овој проблем е да седнеме заедно и да се договориме и џамијата, односно муслиманското население во Кавадарци не биде на штета, меѓутоа и да не биде на товар на жителите кои што живеат околу џамијата.